А сега го поканувам господинот Димитар Озунски, председател на Дружението Копачка, да земе збор. Почитувана министерке, почитувани земеначалници, сите други кои помогнате за овој денешен свечен чин. Јас прво ќе се обидам да се пренесам себе си, а и вас во оно време кога се создаваше фолклорната група Копачка. Во далечната 1948 година, по иницијатива на културно-просветниот сојуз на Македонија, чиј секретар во тоа време била Лилјана Чаловска, а во делчество одговорно за културата во културното и во градот и во Царевоселска, околие тогашна, беше учителката Перса Спасевска, родена од село Разловци. По иницијатива на ЕСИНА се формираат повеќе фолклорни групи, драмски секции и оркестри во Пијанечко. До тоа време играта Копачка, како и другите игри, се играа на соборите. Имав таа прилика, како млад, да бидам учител во село Дравче. Со сета своја љубов, што ја имав стекнато во родителскиот дом, кон народните песни, обичаи, народни игри, зашто моите родители многу пееја, знаеат многу песни, а ние со песна го започнувавме работниот ден, со песна се завршуваше. Дојдов во Драмче во времето кога веќе фолклорната група имаше свој мал предак и неактивност. Реков, до 1948 година орото Копачка се играше по соборите. Од 1948 година, за прв пат таа година, групата под името Машка фолклорна група го изигра орото за прв пат на сцена. Каква таква сцена во тогашно Царево село. 1951 година учествува на околиските смотри во Скопје, заправо во Штип, а оттаму на Републичкиот фестивал во Скопје, од каде беше предложена да учествува на Југословенскиот фестивал во Опатија. Септември месец групата ќе се најде во Опатија и таа ќе биде вистинско изненадување за сите присутни, а особено за фолклористите, па и за членовите на македонскиот државен ансамбл Танец, кои за прв пат имаа прилика да ја видат Копачка. Како што зборуваат членовите, а и посебно некои од тогашните членови на Танец, велеа дека публиката се наведуваше за да видат дали играорците воопшто стапчаат на земјата или летат во воздухот. Тогаш групата го освоила второто место во Југославија, тогашната силна конкуренција, и ја добива наградата радиоапарат на струја. А во Драмче, кога го донесува радиоапаратот, немаше струја. Групата одлучи радиоапаратот да го поклони на собранието на општината Делчево. И од тогаш до ден денешен постои соработката меѓу собранието на општината и групата Копачка. Да кажам дека првото мое видување на Копачката беше 1959 година. На соборите во Драмче, во Киселица, во Селни, во Вратислав, кај што јас патував и одев како млад учител, ме привлекуваа играорците, ама немав прилика да ги видам на едно место оние кои играле во Опатија.
1960 година во септември се најдов на сватбата на синот на Дедо најголемиот хороводец македонски зборував, кој полни 60 години ја водеше играта копачка. Тогаш си реков дека морам да ги соберам сите членови. Закажавме со Дедо средба на членовите на групата на една сватба во Зимовска мала на редната недела. Тогаш дојдоа за моја среќа сите. Видов како се тоа убаво игра и си реков тогаш, ете, за тоа учителе треба да живееш. За тоа треба да се бориш цел живот. И навистина да вложив сите сета моја љубов, да убавините на копачката, на незините ритми и на незините ороводни чекори и зборови, да ги представам прво на луѓето во нашата средина, а потоа колку можам понатаму да го ширам. Да ја ширам големината на оваа игра. Идеја... Добро, само крај. Така се редеа многобројни успеси и настапи на бројни фестивали, каде секој пат групата беше пофалувана како пример како треба да се негува и презентира изборниот македонски фолклор. Ние сега се искачивме горе, благодарејќи на Министерството за култура, што ја зеде ова иницијатива при срце. Ние се искачивме горе како на една телевизијска антена или како на Монт Бланко, кај треба да зрачиме се и да го држиме тоа фесто здраво, никој пат да не падне, никој пат да не го попушти. И му отдавам полно признание да сите сегашни членови на групата, но и на членовите кои сега не се живи, а дадоа голем допринос во афирмацијата на играта копачка. Благодарам, нека ни е честно.